колешката Елизабета, веќе го има нашиот колега Сашо Ордановски. Добро утро, Бети. Ги начека нашите постари колеги од редакцијата на вакцинација. Ако не се лажам, со колегата Сашо разговараш, дали ја прими тој вакцината или допрва ќе влегува? Добро утро. Денеска се вклучуваме од предспортскиот центар Борис Трајковски, каде што во тек е вакцинација на медиумските работници. Од прилика 600 новинари медиумски работници денеска ќе се вакцинираат. Со нас денеска на линк е нашиот колега Сашо Ордановски, кој што се уште не е вакциниран, допрва треба да ја прими вакцината. Добро утро. Колку било убаво, добро утро, Елизавета, надвор да се биде, а не во студио. На убаво време, додуше која демар да е поубаво. Да, денеска е вакцинацијата, јас имам термин за 3-4 минути, малку ќе задоцнам. Има пред мене 10 колеги, во принцип се чека во неколку редици, треба да ти кажат на која врата си, потоа таму предпоставам оние процедури што се познати. Добивме по еден формулар кој што треба да пополниме со многу едноставни прашања, а потоа следува самата вакцинација. Сашо, дали си возбуден? Дали има некоја доза на страв, можеби? Морам да кажам дека имам мешани чувства, немам јас ни трунка страв, меѓутоа имам мешани чувства во смисла на тоа што има една антиципација, мислам, вакцинава на вистина е решението веројатно за целата оваа ужасна и година и пандемија во целиот свет. Од друга страна, човек си мисли, тоа е толку едноставно, трае кратко, максимално е безопасно, со исклучоци толку ретки што повеќе имате шанса саксија на глава да ви падне отколку нешто да ви се случи. Истовремено, еве гледаме дека не можат сите луѓе одеднаш да се вакцинираат или во неколку недели, денови и така натаму. И тоа е едно мешано чувство на антиципација на нешто што веројатно ќе олесни целата ситуација. Од друга страна, се уште броење денови со високи цифри, гледаме статистиките полека почнуваат да опаѓаат, меѓутоа трагедиите се огромни. Јас лично имав, како и сите ние, мислам, и во окружувањето, и во семејството, и за жал и смртни случаи, и многу заразени. Најголем дел од нив помина, веќе се оздравени, но имаше и луѓе со исклучително тешки компликации и така натаму. Изгубивме драги луѓе, така што да каже човек, навистина една ужасна година зад нас. Вакцината е спас, во неа гледаме спас. Дали доколку имаше можност ќе избираше оваа руска вакцина со која што денеска ќе бидете вакцинирани? Искрен да бидам, ја и не знам со која вакцина ќе не вакцинираат, мене ми е сеедно, бидејќи од тоа што слушам, сите вакцини се безопасни и релативно ефикасни. Она што е важно, мислам и ја што мислам да го правам, се разбира, е понатаму да продолжам со висок степен на внимание во однос на тоа како се однесувам и така натаму. Ние, еве да кажем, во редакцијата на утрински брифинг до сега немавме случај на заразен од самата редакција заради редакцијата. Имаше неколку изолации и карантини заради семејни случувања. Така што се обидуваме, како што и самата знаеш, навистина максимално да водиме грижа, максимално да се заштитуваме. Јас мислам тоа да продолжам да го правам. Не сум сигурен дека маски веќе ги симнеме барем уште секако оваа година, а можеби и идната. И сега тоа е една непријатност која што сигурно сите би сакале да може да не носиме маски, меѓутоа со оглед на тоа колку е мала таа непријатност во однос на тоа колку се штитиме од сите ризици, мислам дека тоа апсолутно прифатливо и е будалесто, неодговорно да тоа не се прави како што треба. Зашто изминатите викенди многу македонци отидоа во Србија да се вакцинираат, не отидовте и вие, трпеливо ја чекавте вакцината тука кај нас. Па јас можев да заминам и во Србија, се разбира, има луѓе кои што преферираат да порано се вакцинираат, што е секако разбирливо и така. Мислам дека еве видовме луѓето и таму добро поминале, дека и овдека тече некаков вакцинален, да кажем, некаква операција која што ќе почне да дава резултати. Се разбира дека Македонија е една од оние земји кај што вакцинирањето многу задоцни, меѓутоа гледате, мислам и нашата публика и ние самите знаеме во каква ужасна трка по вакцини е светот и тука нема ниту пардон, нема ниту солидарност, ниту некаква, да кажем, колегијалност. Ете, Србија го направи тој гест кој што е стварно за поздравување, затоа што
како да кажам, влегоа во ризици кои што некои држави, вклучително и нашата, не мислеа дека ќе бидат исплатливи, туку се надеваа на еден поредовен начин на добивање и договорен начин, патем биде речено, на добивање на вакцини. Се испостави дека ниту Европската Унија, ниту сојузниците од НАТО, ниту без разлика тоа алијанси на алијанси, секој гледа прво себе да си ја заврши приказната, па потоа евентуално таму негде на последно место за да мисли за другите. Нема повеќе да те задржувам, знам дека твојот ред можеби и дури го пропушти за да се вклучиш во емисијата. Среќна со вакцината, чувај се и во наредните 2 недели додека да дојде редот за ревакцина. Само уште да кажем дека ќе видиме какви ќе бидат, можеби утре нема да бидам баш во ситуација во студио да водам програма, но се надевам дека ќе бидам, бидејќи како што знаете, реакцијата може да биде ден-два со покачени температури и така натаму, ќе видиме, мислам дека тоа не е ништо страшно. Фала, Сашо, уште еднаш. Ние се одјавуваме од пред спортскиот центар Борис Трајковски. Споменав дека нашиот колега и уредник на утренски брифинг веќе многу се брза затоа што постои можност да го испушти и редот за вакцина.